Во рубрика ние разговараме со актерката Марија Минчева Андонов. Марија Минчева Андонов е актерка во Народниот театар во Штип. Минатата година, во 2025 година, таа ја доби наградата за главна женска улога на престижниот фестивал Бојдан Чернодрински. Марија, добре дојдовте во ние. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Вие сте млада актерка, во секој случај да се добие ваква награда е престиж и мотивација за еден актер или актерка. Да ни кажете како ја доживеавте оваа награда? Па вака искрено, јас не очекував. Јас сум свесна дека ние направивме одлична представа, направив одлична улога. Да, свесна сум, но искрено не очекував дека ќе добијам награда, можеби заради сите тие, ајде да не кажам, знаете, со години местенки и некои работи, не сакам тоа да го алудирам за фестивалот, но се случува, поголемите награди секогаш доаѓаат во поголемите театри, ајде да кажеме. И кога ја слушнав на пресконференцијата, кога слушнав моето име, навистина бев многу изненадена. И ова е секако, да кажеме, еде како македонските Оскари во во македонскиот театар се овие награди и представува огромна чест и задоволство да се добие оваа награда. Ја доби наградата за Сите прекрасни нешта, театарска представа која што имаше едноставно ја наполни салата во театарот и ден денеска ја полни. Да ни кажете нешто за оваа представа? Каква улога играте? Јас ја играм улогата на мајката во представата. Представата се вика Сите прекрасни нешта, текстот е на Ана Ристовска Трапеновска, тоа е работено по монодрама. Режисерка Нела Витошевиќ. Морам да кажам дека тој е еден исклучителен режисер. Нела работи како еден психијатар, психотерапевт. Точно и тоа беше потребно за ваков вид на представа. Таа навлезе буквално длабоко во нас, во нашите души, за да го изведе сето тоа што го имаше на сцена. И иако представата зборува за ментална состојба, за клиничка депресија на една жена, иако да не кажам на еден начин тажна представата, сепак ја полни секојаш салата. Вие сте весел карактер, меѓутоа имавте една тешка задача да ја пренесете улогата на сцена на една жена со суицидни нагони. Како успеавте да се трансформирате во ова? Значи, многу секогаш кога играм представата, сум психички и физички истрошена. Колку и да сакам да се одделам од тоа, значи не можам. Мислам дека секој пат се откинува еден дел од мојата душа во таа представа и имам потоа многу главоболки после таа представа, ја искрено ви кажувам, но ја сакам, многу ја сакам, значи многу се вложувам во неа секој пат на нов начин. Така, колку актери играте на сцената на оваа представа? 8, мислам дека сме, чекај само да избројам, 4 девојчиња и 7 актери. 7 актери сме, да. Публиката што повеќе сака според вас? Оваа представа не е комедија, секој пат комедиите ги полнат салите. Точно, да, секогаш комедиите повише ги сака публиката, но пак ќе кажам, кога представата е добро сработена, кога имаш режисер кој што знае што прави, без разлика дали е трагедија, комедија или драма, се полнат салите. Вие добивте признание, осмоноемвриско признание од град Штип. Тоа е највисокото признание. На еден начин ми се чини дека самата средина ве препозна вас, така? Па мислам дека да. Да, исто и тоа е едно одлично признание, посебно кога доаѓа од твојот град, од публиката која што секојдневно те гледа на сцена, те прати во тоа што работиш и значи го препознава твојот труд и твојата работа и нема нешто подраго тоа. Да ни кажете, минатата година имавте интересни представи, работевте со навистина големи режисери. Колку представи имаше минатата година Штипскиот народен театар? Вака по некоја случајност, нели, добивме 2 проекти. Едната е Носферато на Бојан Трифуновски, тоа е комедија. Мислам дека повеќето го знаат и филмот Носферато.
а и другата е случај на смрт на еден анархист на Ивана Ангеловска, на авторот Дарио Фо, и сработивме уште една представа од сопствени средства, Ковчег за двајца, на Никола Ристов, нашиот режисер. А работевте со Дејан Пројковски? Дејан Пројковски, да, беше минатата година, 24-та. Да, 24-та. Дејан е Дејан. Дејан има направено многу представи овде во нашиот театар и секогаш кога ќе дојде овде, тоа е нов предизвик, затоа што со Дејан никогаш не знаеш на што си. Секогаш има многу добри, одлични идеи, откачени идеи и го предизвикува акторот да се вложи максимално во тоа што го прави. Последната представа ја завршивте успешно. Еве, да ни кажете повторно комедија, така? Да, значи оваа сезона ја завршивме со 2 комедии, како што кажав, Случај на смрт на еден анархист и Ковчег за двајца. Публиката одлично ги прими и двете представи, можам да кажам дека одзивот е одличен. Кога би се опишала, еве, Марија, како актер, што би било основно за тебе? Како актер? Па, сакам многу да работам, ја сакам работата, се вложувам максимално во секој процес, небитно дали е тоа драма, комедија, детска представа, сите ги сакам подеднакво. За мене нема голема или мала улога, така да јас сум тоа, ме гледаат луѓето на сцена и може да препознаат која сум веќе јас. Имате конекција со публиката. Што бара публиката од вас, актерите, според вас, еве? Па мислам дека точно тоа го бара, да покажеме што се можеме, да бидеме различни во секој процес, во секоја представа, да ги покажеме нашите емоции, нашиот хумор и мислам дека и веќе го препознава тоа кај секој еден од нас. Колку му е тешко на еден актер да ги учи репликите на самата сцена и безпрекорно еве да го сработи тоа, истовремено и да покаже емоции и се што треба на сцена? Да, значи, еве, како за мене лично не е тешко да го научам текстот воопшто. Прво, ние имаме една работа на маса, ја викаме ние, кога го читаме текстот и го подготвуваме за сцена и кога еден режисер си ја знае добро работата и целото тоа се разглобува на сцена, мислам на маса, подоцна на сцена е многу полесно, затоа што нели кога еден текст ќе го прочиташ, да речеме минимум 20 пати на маса, веќе ти влегува во глава без проблем. Рековте мал театар, уште на почетокот го рековте тоа, меѓутоа како да нема онаа врска, она што го работат актерите од натрешноста со оние актери во Скопје. Често пати гледаме гостување од МНТ или од Драмски театар, меѓутоа дали еве некој од вас има побарано и вие да гостувате, да ја види некој вашата работа? Па да, мислам дека тоа е малку повеќе работа на директорите. Колку директорот ќе се заложи за тоа, еве веќе колегите од представата лекција гостуваа во Драмски театар. Порано повеќе се случуваше тоа со тие гостувања, сега повеќе гостуваме на фестивали, кога има фестивали, но мислам дека сега се стремиме кон нешто друго. Еве новиот директор веќе има преговори да гостуваме во МНТ и во Драмски, каде што и всушност работат тие режисери кои што се работеле овде кај нас. Да ги видат и тие нивните представи што ги сработеле во нашиот театар. Колку му е тешко на еден актер од натрешноста да се проби, еве, да биде познат на национално ниво? Мислам дека не е толку тешко, затоа што, еве, ќе кажам, ние сме мал театар, да, ние имаме, точно мислам дека сме 13 актери во моментов, и ние немаме простор да не играме. Значи, ние играме скоро во секоја представа. Додека во поголемите театри, еве, се случува 20-30 актери, не можат сите да играат во сите представи. Така да, според бројот на представи, мислам дека ние сме како актери многу имаме изиграно напред и мислам дека секој може да си го најде местото на овој свет под ово сонце. Но дали тоа е исцрпувачки за еден актер? Па не, за мене еве лично не. Јас сакам да играм, мене ми е тешко кога не сум на сцена, кога еве имаме на пример 3 проекти, а да играм само во еден, веќе мене тогаш ми е тешко и си тражам работа. Еве, не знам дали знаете, последната сега новогодишната представа дури се пробав како режисер прв пат во професионална детска представа со колегите и одзивот на најмногу наставничките и децата беше одличен, така да
ако не можам да работам како актер, ќе направам нешто така. Нешто ново. Да, нешто ново ќе пробам. 2026 година, еве на почетокот сме на 2026 година, имате планови за каква ќе ви биде годината и што ќе понудите на публиката? Секако дека да, очекуваме наскоро да излезат резултатите од конкурсите за представи. Имаме доста разновидна програма поднесено, сега да се надеваме дека ќе одобрат што е можно повеќе. Ова година се надеваме на 4 проекти барем да имаме од министерство, но ајде нели за тоа ќе видиме понатаму. Имаме од се по нешто, имаме и комедија, имаме и драма, имаме добри имиња. Не сакам сега да ги откриам за подоцна да не биде овој бил, овој не бил, но имаме доста исто така познати режисери кои треба да дојдат и да направат представа. Како е да се работи со еден режисер? Различно ли е да се работи? Како го примате вие актерите? Велите секој процес е различен. Дефинитивно. Значи, секој режисер си носи своја енергија со себе, а ние треба да ги примаме сите тие енергии, но ние сме луѓе, актери, се прилагодуваме на секој што ќе дојде. Да, секој си има негови правила на работа, негов начин на работа и ние се прилагодуваме на тоа. Нормално и тие се прилагодуваат на нашите устови, на нашата работа и сето тоа е заемно. Една врска се поставува и така функционираме. Дали Марија Минчева си има испробано еве и во филмската уметност? За жал во долгометражен филм не. Такви некои реклами, приказни, да. Но после, мислам дека пред 2 години, последно одев на кастинг и веќе се откажав. За мене не е праведно да влегуваат цело време едни исти актери да играат главни улоги и затоа решив дека тоа веќе не е мој предизвик. Овде си е моето место и си останувам овде, во театар. Според тебе, која е разликата помеѓу театарот и филмот? Според мене, па тоа што сите го знаат, филмот го играш еднаш и тоа што ќе го дадеш е тогаш. А во театарот секогаш е на нов начин ја доживуваш и представата, нова емоција и една изведба е различна. Според тебе, каква е во моментов филмската уметност во нашата држава? Гледаме долгометражни, оние документарни филмови имаме, меѓутоа не и игран филм. Па не знам зошто кај нас има некој, сега не сакам некој да навредам или нешто, има некој проблем со долгометражните филмови. Нема акција, ми фали малку живост и акција. Секој чест за документарецот кој што сега доживува голем успех, сите мислам дека сите масовно се радуваме за тоа и дај Боже да стигнеме номинација за Оскар, но некако со играните филмови не знам, има некој проблем кој што мислам дека треба да се реши. Еве Бугарија, Србија се поставуваат такви филмови кои што сите ги гледат, цел Балкан, значи мислам дека време е тоа да дојде и кај нас. Што му фали еве на македонската филмска уметност? Идеја што? Не знам дали е до идеја, дали е до реализација. Навистина не знам, еве не сум толку вклучена во филмот, но сепак мислам дека можда веќе треба да се тргнеме од сета таа од историјата, нели, кој што цело време како било и што било. Мислам дека треба да се тргне напред, да се гледа во иднина, да се поставуваат интересни филмови, забавни за секојдневието, современ филм, а да го ставиме тоа што е било и што еве се поставувало и се правело филм тогаш кога требало да биде. Марија, да се навратиме на театарот, се наоѓаме во Штипскиот народен театар, стара зграда, меѓутоа сепак е топла, ја прима публиката. Да. Што му фали на театар? Стара, но со душа зграда. Многу работи му фалат на театарот, му фали целосна реконструкција, ни фали нова светлосна опрема, тонска опрема, ни фалат нови буквално се ни фали, не знам од каде да почнам, каде да завршам. Се надеваме и тоа да се случи оваа година, да имаме некоја реконструкција, како еве и другите театри. И да се надеваме дека тоа ќе се случи брзо и ќе заврши брзо, да не се одолговлекува, затоа што на Центарот за културата е следната сцена кај што би требало да играме додека овде се прави реконструкција.
А знаете, таа сала е многу голема и не е толку нема толку душа според мене за театарски представи. Така, имате нови колеги, тоа ви беше едно од главното барање на самите актери, бидејќи изминатите години сами помагавте на вработените од техничкиот кадар за да ја местат сцената и сето тоа. Дали се подобрија условите и колку нови вработени во Штипскиот народен театар? Вака како бројка точно не знам колку сега, околу 10 мислам дека имаме нови вработувања, уште актери не достигаат да се вработат. Се надевам дека тоа ќе се случи во следниот период. Секако дека ни беа потребни луѓе, ние останавме после пензионирањето на нашите колеги, останавме без реквизитер, останавме без тонец. Значи клучни работи кои што се потребни за една представа, ние ги немавме. Тоа се основните луѓе кои што обслужуваат представата. И добро што сега влегоа и млади луѓе што сакаат да работат, амбициозни, и се надевам дека веќе формираме екипа која што ќе си ја продолжи работата со Елан и со труд. Млади актери имаме, тие се на договорна дело, така? Не, имаме си млади актери вработени веќе, тоа се тројца, тие се веќе неколку години кај нас. Никола е последниот вработен веќе, втора година како работи кај нас, Никола Козелов, Ава Хусини, Стефанија Митовска. Тука си кој што чека да се вработат Мирко Голомиов, Душица Тренева, тоа се сите наши штипски деца. И се надевам, во блиска иднина и тоа да се случи и нив да ги вработат, затоа што гледате и самите дека ни е потребно. Нели, некош, јас скоро ќе им досадам на публиката, ќе речат Марија. Значи, во еден момент треба си нови лица, освежување, каде што ќе привлече нова публика. Во Македонија има над 100 актери или актерки кои што не се вработени, дел од тие ќе бидат вработени така во Штипскиот театар. Па да се надеваме дека барем 1, 2, 3 повеќе не верувам дека ќе биде. Да, за жал има многу актери и млади и веќе во години повозрасни кои што не се вработени. Можеби ако сме во некоја друга земја тоа би функционирало. Бидејќи таму се добиваат и проекти, се оде постојано на кастинзи, но знаете кај нас, ако нема доволно финансии, не се земаат актери од страна. И секогаш чекаат на проекти, да се работат проект тие актери, и затоа е убаво да се згрижат и да се земат во некоја театарска куќа. И кон крајот сме на разговорот. Јануари и февруари, дали ќе имаме полни сали, дали ќе играт ли актерите на сцена? Да, почнуваме првата представа ни е на 22 јануари, случај на смрт на еден анархист. Потоа ќе биде гостувањето, тоа е наша копродукција на Игор Киров, Ајде, на 30-ти. Всушност уште еднаш на 28-ми играме случај на смрт на еден анархист и веќе февруари објавуваме целосен репертоар кој што публиката ќе може да го следи, да го проследи. Имаме ли топла сала во театарот? Да. Театарот е затоплен, убаво, не е како Центарот за култура, но се надеваме и таму дека скоро ќе го решат проблемот со затоплувањето, затоа што како што гледате, таму има големи настани кои што се случуваат постојано, но овде си е топло, публиката може да ужива. И Марија, сосема за на крај да ни кажеш кои се твоите идни нешта во 2026 година? Па вака, се надевам дека ќе играм барем од 4 проекти, барем во 3 дека ќе играм. Тоа е сега, за сега немам некои посебни планови, чекам да излезе новата програма и да се организираме и да почнеме. Мислам, ние, освен тие проекти кои што се одобрени од Министерството за култура, имаме и наши. Нашите двајца имаме нов вработен режисер, Дамјан Читкошев и Никола Ристов, секојаш ќе се работат уште по 2 представи. Мислам, тоест по една, уште 2 представи. Имаме најавено уште, мислам, 3 или 4 копродукции со други театри, така да ќе биде доста работна година. Ти благодарам на разговорот. Ви благодарам и вам. Почитувани во рубриката Ние, наши ваш гостин беше актерката Марија Минчева Андонов, добитник на наградата за главна женска улога на престижниот фестивал Војдан Чернодрински. Воедно лани таа го доби највисокото признание на град Штип, 8 ноемвриското признание. Ви благодариме.